Добар ден! Работите во и околу автомобилската индустрија се одвиваат со секавично темпо. Ако автомобилските смотри пред кратко време беа најважните случувања во светот на тркала, сега е нивната судбина неизвестна. Електрификацијата стана основен императив на секоја марка, па и на баварскиот Синобел пропелер. А денеска ќе ви ја прикажеме и студијата наречена предвидување, која ни доаѓа од Hyundai. Како се разубавува времето, така моторциклите стануваат попопуларни. Под лупа во рубриката Тест го ставивме Peugeot 2008, а на почетокот доаѓаат резултатите од надпреварот за светскиот автомобил на годината. Меѓу 70 на други кои досега ги доби, Kia Telluride освои уште една значајна награда. Стана светски автомобил за 2020 година. Во конкуренција уште со Mazda 3 и CX-30, жирито одлучи титулата светски автомобил да му ја додели на големиот корејски кросовер заради неговата вешта комбинација на стил, удобност и изразитост. Тој исто така доби високи оценки за безбедноста и стабилноста, која посебно доаѓа до значење со неговата цена од $33,000. За тие пари се добива точно 5 метри долг и 2 метри широк кросовер со 3,8 литарски V6 мотор со 291 конјска сила, 8 степен автоматски менувач и погоносите тркала. Корејскиот производител има уште една причина да биде задоволен, бидејќи наградата за урбан светски автомобил на годината ја освои моделот Soul со својата електрична верзија. Значењето на овие награди за Kia е уште поголемо ако се знае дека се први што ги добива во 15 годишната историја на изборот на светски автомобил на годината. Жирито, составено од 86 новинари од 24 држави, доделува признание уште во 3 други категории. Наградата за дизајн ја освои Mazda 3, а преостанатите две за луксузен и перформансен автомобил отидоа кај Porsche за моделот Taycan. За малку ќе се случеше сите 3 признанија да ги собере германскиот електричен седан, кој во гласањето за дизајн освои само 2 бода помалку од победникот. Освојувачите на изборот за светски автомобил на годината традиционално се доделуваат на салонот на автомобилите во Њујорк, кој е одложен за крајот на август. Интересен факт е дека годинава меѓу сите 13 потенцијални кандидати за наградите кои влегоа во поширокиот избор, немаше ниту еден американски автомобил. Како за утеха, Kia Telluride е дизајнирана во Калифорнија, а се произведува во местото West Point, во сојузната американска држава Џорџија, која има само 4000 жители. Светот веќе не е она што беше. Тоа можеби најдобро се гледа во автомобилската индустрија, каде работите секојдневно се менуваат. Една од нив е излегувањето на саемите, кои беа идеално место да се промовираат нови модели, концепти, технологии, едноставно марките да ги презентираат своите идеи за развој и квалитет. Но ѓаволот ја однесе шегата. Интернетот надметна сосема нови норми кои полека ги истиснуваат класичните, а вирусот COVID-19 помогна годинешните саеми да се откажат или преку пролонгирање на своите термини да направат увертира во откажувањата што следат. Ке заминат ли големите салони на автомобили во историјата? Дали овие снимки што ги гледаме ќе останат само во нашите носталгични сеќавања? Ова се прашања што во овој момент ги мачат и организаторите на влијателните автоманифестации и милионите купувачи на автомобили ширум светот. Почетокот на новата декада требаше да биде пресвртница за автомобилската индустрија. После бројни години маки со развојот и усовршувањето на електрифицираните возила, тие сега конечно стигнаа до стартната линија на своите пазарни освојувања. Но за вистински да успеат во тоа, новите технологии треба да им бидат детално објаснети на купувачите, директно или преку медиумите.
Идеално место за такво нешто беа салоните на автомобилите, посебно оние големите како Женева, Детройт или Париз и Франкфурт. Затоа и покрај негодувањата дека им требаат сериозни финансиски средства и ангажман на големи сопствени и надворешни ресурси, сите автомобилски производители се подготвуваа за настап барем на дел од нив. Но се случи пандемијата со коронавирусот и место резултатите од работата на развојните тимови да се покажат под саимските рефлектори, производителите на возилата мораа да пристапат кон интернетот како алтернатива. Рака на срце, тие и порано се жалеа дека новите средства за комуникација им ги отежнуваат одлуките, но сега едноставно немаат избор. На тој начин ги промораа организаторите на салоните на автомобили да ги донесат најмалку посекуваните одлуки, да ги одложат или откажат своите манифестации. Така годинава прв настрада салонот во Женева, кој беше откажан во последен момент. Следеше Детройт, кој заради пренамената во полска болница на Кобо центарот каде се одржува, не можеше да ја одржи манифестацијата закажана за јуни. Веднаш потоа, од Париз стигна вест дека во сегашните услови салонот на автомобилите не може да се одржи во замислениот формат, заради што се бараат алтернативи кои какви и да се, никако нема да може да го задржат реномето на оваа манифестација. Од оваа перспектива гледано, во најдобра позиција се салоните во Јапонија и Германија. Токискиот кој се одржа минатата есен веќе започна да се прилагодува на новите услови, при што од класична автомобилска изложба премина во еден вид панаѓур за целото семејство кое таму се забавуваше со надпревари во пинг-понг, трки со дронови и гледање роботи кои играат одбојка. Слична, можеби не толку радикална промена се очекува и кај ИАА, кој планира за одржување идната година веќе да се пресели од Франкфурт во Минхен. И останатите манифестации кои официјално не се поддржани од Интернационалната асоциација на автомобилски производители ОИЦА, но кои во блиското минато се наметнаа како влијателни, делат слична судбина. Затоа и сосема е јасно дека ако успеат да преживеат, салоните на автомобилите не можат веќе да сметаат на бројот на посетители кои наближуваат или надминуваат милион. Во вакви услови, биле или не биле одржани од ОИЦА, најмногу шанси имаат регионалните и локалните салони на автомобили кои ја имаат таа предност што директно се обраќаат на купувачите. Плюс на тоа, трошоците за настап на нив не ги сносат производителите, туку нивните застапници. Но како и да биде, едно е јасно. Гламурот и фасцинираноста од новиот автомобилски лим ќе биде заменет со гледање во екраните на компјутерите и мобилните телефони. А тоа во моментов кога новите автомобилски технологии се подготвуваат да го преземат приматот, автоматски ќе ги намали шансите за остварување на продажните планови. Кој од производителите колку ќе биде подготвен да се справи со новите услови за настап на пазарот, може само времето да покаже. What the future holds. Waiting for the stars to align. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг.
Во својата богата историја BMW претрпе неколку трансформации. Од марка што произведува авионски мотори и моторцикли се престрои во автомобилски производител кој го задржа и разви наследството на двете тркала. Како што се одвиваат трендовите на 4 тркала, сега е престиж да се има електричен погон. Тоа и не е некоја новост кај баварците, но голема новост е дека лимузината од серијата 7 ќе остане без својот V12 мотор и безшумно ќе клизи на струја. Откако BMW објави дека ќе ги исфрли од понудата своите најголеми и најмоќни агрегати, се постави прашањето што ќе се најде во топ верзиите на идната серија 7. Одговор дојде лично од председателот на бордот на директори Оливер Цибзе, кој во своето обраќање на годинешната пресконференција изјави дека наредната генерација на големата лимузина ќе има и електричен погон. Според неговите зборови, серијата 7 ќе биде на располагање со 4 погонски опции: бензин, дизел, плагин хибрид и целосно електрична. Без да прецизира кога точно ќе се појави, тој додаде дека сите изведби ќе бидат базирани на иста архитектура. Цибзе не објави никакви детали за нив, но од другите извори се дознава дека идната серија 7 ќе биде на располагање со 2 електрични погонски групи. Првата ќе биде од i4, кој се подготвува за лансирање идната година со 530 конски сили и батерии од 80 киловат-часа доволни за автономија од 600 километри. Втората ќе биде наменета за топ верзијата на серијата 7 и ќе располага со 650 конски сили и батерија од 120 киловат-часа со кои ќе може да помине 700 километри. Сегашната најсилна изведба на овој модел има 6,6 литарски V12 мотор со 585 конски сили и во Германија чини 176.000 евра. Овој потег на BMW е дел од стратегијата наредните 3 години да се лансираат вкупно 13 електрични модели. За сега се знае дека меѓу нив ќе бидат уште и кросоверите iX3 и серискиот модел што ќе произлезе од концептот iNext представен пред година и пол на салонот во Париз. Раководството на BMW очекува електричните возила до 2030 година да учествуваат со 40% во продажбата на марката. Блесна уште една северна ѕвезда од Кина. Точно една година од представувањето, Polestar започна со производството на својот втор модел. Тој, за разлика од Polestar 1, кој е луксузно хибридно купе, е базиран на модуларната платформа на Volvo XC40 и е целосно електричен. Има 2 електромотора со вкупно 408 конски сили и со едно полнење на батериите вградени во подот може да помине 470 километри. Со својот атрактивен надворешен дизајн, Polestar 2 се разликува од се друго на пазарот. Класифициран е како лифтбек со 5 врати, а спуштените линии на покривот и нешто поголемата височина му даваат изглед на купе кросовер. Тоа дополнително е нагласено со малку помасивните браници и со пластиките со кои е обрабена каросеријата, со кои добиваат благо робусна појава. Натрешноста одстапува од овој курс и е сосема модерна со иновативен Android инфозабавен систем. Polestar 2 е развиен иницијално да им се допадне на европските купувачи, заради што располага со интересни технички детали. Меѓу нив се 20-инчните тркала, All-in амортизерите и Brembo сопирачките со по 4 златно-жолти клешти. Тие сепак засега ќе бидат на располагање само во иницијалната лаунч изведба, која ќе чини околу 60.000 евра. Polestar 2 подоцна ќе биде понуден и во основната верзија со еден електромотор, која според најавите ќе има цена од 39.900 евра. Првите испораки ќе бидат направени летово на одбрани пазари во Европа, а ќе следат Кина и Соединетите Американски држави. Оваа шведска компанија од Geely групата, која своето производство го има организирано во Кина, наскоро ќе представи и уште еден модел, Polestar 3, кој ќе биде електричен кросовер.
Во студијата професи, која во превод значи предвидување, корејците сакаат да ни покажат неколку работи. Првата е дека легендарниот Лук Донкерволке цврсто го држи кормилото за дизајн на компанијата. Второто е дека во напредните технологии и електричните возила ќе инвестираат 50 милијарди евра. И третата е дека до 2025 година во портфолиото ќе имаат дури 44 електрични модели. Знаејќи дека не ни кажаа се на неговата виртуелна презентација за да не се чувствуваат должни, во Hyundai објавија повеќе детали за концептот на иднината професи. Акцентот беше ставен на дизајнот кој лично го образложи неговиот креатор Лук Донкерволке. Со импресивноста што ја остава уште при првиот поглед, овој концепт делува како пророштвото за иднината. Безвременскиот дизајн на утрешнината вешто е измешан со класични автомобилски линии инспирирани со стилската филозофија на компанијата. Складноста на пропорциите и скромноста на деталите се фокусира на емоционалната врска помеѓу луѓето и автомобилот. Растегнатото меѓуоскено растојание и кратките превиси создаваат течна силуета дефинирана со нечепнати површини. Хармонијата на естетиката ја дополнуваат чистата и аеродинамична форма, на која се истакнуваат светлата со прогресивна технологија. Посебно се обликувани и тркалата во облик на пропелер, кои го насочуваат текот на воздухот. Интегрираниот заден спойлер го дополнува овој ефект, така што ја искористува силата која помага за стабилност на возилото при поголеми брзини. Практичноста во внатрешноста нема одстапено пред новите технологии, со кои би била во природна рамнотежа да не е префутуристичкиот начин на управување. Но токму заради нив Hyundai професи располага со голема просторност, а зголемена е и безбедноста при патувањата. Седењето е поергономично, при што патниците може да уживаат во возењето повеќе навалени наназад отколку што е вообичаено. Возачот има пристап до функциите на автомобилот кои се бираат со помош на интегрираните копчиња на управувачката палка. Целокупниот дизајн на кабината го следи екстериерот и делува доста продолжено. Атмосферата во внатрешноста ја заокружуваат изборот на природни материјали и бои за амбиенталното осветлување. Освен дизајнерските насоки за иднината, со овој модел Hyundai го најавува и престојното интензивирање на електрификацијата. Со помош на 50 милијарди евра инвестиции, гамата на корејскиот производител до 2025 година ќе биде проширена за 44 вакви возила. Очекувањата се нивната продажба тогаш да достигне до 670.000 примероци годишно, кои би го сместиле меѓу првите 3 најголеми светски производители на електрични возила во светот. За да се надмине мрачната сегашност, треба да се гледа кон светлата иднина. Водејќи се од ова, Ducati реши токму сега да го представи својот новитет Street Fighter V4. На него долго се чекаше, но оправдано. Италијанските инженери успеа да спакуваат вистински супербајк моторцикл во Naked издание. Десмоседичи страдале V4 срцето од 1103 кубни сантиметри му испумпува 208 конски сили при 12.750 вртежи во минута. Тие, овој 178 килограми тежок моторцикл ќе го лансираат до небески височини. Ducati не дава бројки за перформансите, но еден податок открива многу. За него се заслужни аеродинамичните крилца што прв пат се среќаваат кај ваков тип моторцикл. Според тестирањата ќе му обезбедат дополнителна сила на прилепување од 28 кг, но на 270 км на час. Самиот дизајн на Ducati Street Fighter V4 представува спојна импресивна убавина и исклучителна функционалност, заради што италијанците велат дека може да служи и за секојдневна употреба, дури и со сопатник. Доколку некој се воздржи да го вози така, ќе му бидат загарантирани погледите на сите покрај кои ќе помине. Максималистичките LED
светла со атрактивен изглед и ниско спуштениот нос му додаваат екстра доза агресивност, предизвикувајќи возбуда дури и при самата поставеност на кормилото и комплетниот електронски пакет од Panigale V4. Емоции додава и перфектно вклопената инструмент табла, која заедно со Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 пневматиците ја заокружуваат суштината на оваа улична машина со тркачки гени. Сликата за неја ја комплетира цената од 19.990 евра. За оние на кои сето ова име малку, на располагање ќе биде низината S изведба која Акраповиќ ја има одеснето за 6 кг и засилено на 220 коњи. Едно сепак не може да се бира. Тоа е црвената боја со темно сива рамка и црни тркало. Стигнавме и до рубриката Теста. Како што најавивме на почетокот на емисијата, денеска го тестираме Peugeot 2008, втората генерација на спортско корисни возила со предзнакот 2000 од францускиот LAF. Првата генерација беше представена пред некои си 8-9 години, а по изглед беше иста како и 208-ката, но извишена караванска верзија. Сега, со новата 2008-ка добиваме едно сосема ново интерпретирање на овој модел. Сега делува како вистинско спортско корисно возило, но со дизајн кој одскокнува од милето во класата. Пред да почнеме со возењето, да видиме како изгледа внатре 2008. И нема изненадување, бидејќи е изгледот идентичен како и на 208, што е добра особина. Пред возачот е iCockpitот, и тоа тридимензионален, препознатливите прекинувачи за одредени функции и високо поставениот екран осетлив на допир. Се разбира дека во внатрешноста има и индукцијски полнач на мобилен телефон кој е многу добро маскиран. Целата атмосфера во внатрешноста е позитивна и модерна. Со зголемувањето на димензиите во сите правци, профитирано е во комодитетот и ергономијата, па така во внатрешноста имаме простор и на предните седишта и на задните седишта. Тоа беа првите впечатоци за дизајнот и престојот во кабината. Но да видиме што може да направи 1,2-литарскиот трицилиндричен мотор подпомогнат со турбополнач, се разбира. Го користи бензинот како гориво, а испорачува 130 конски сили. Го однесовме на пат каде што може да го испровоцира. Големата гужва во сегментот на спортско корисни возила од Б сегментот е извонредно голема. Peugeot 2008 во својата втора генерација покажува дека овие возила можат да засјаат во полн сјај. Зошто? Иако е поставен на 208, 2008 има една сосема нова филозофија. За разлика од претходната генерација, сега имате простор во сите смерови, и за рамениците, и за колениците, но и повисина за главите. Висината, односно растојанието од тлото до најниската точка на 2008 не е спектакуларно, но е доволно за да поминете некои неасфалтирани делници или многу нерамни делници. Урбано речено, да освоите и некој
повисок тротоар. Но совесните возачи тоа не го прават. Што се однесува до механиката, јас немам апсолутно никаква замерка. Под хаубата имаме 1,2 литрен 3-цилиндарски бензински мотор кој со помош на турбината пумпа 130 конјски сили, што е сосема доволно за многу добра агилност во секој момент. Дури и мануелниот менувач не мора многу да го анимирате кога возите, бидејќи вртежниот момент е така набиен да ви пружи на вистинско уживање и латентно возење доколку сакате. Во возење во свиоци 2008-ката ги манифестира сите оние недостатоци кои ги манифестираат впрочем и сите возила кои имаат високо тежиште. Склона е на навалување од една на друга страна, посебно ако брзо го префрлате тежиштето на возилото, што е многу нормално во кратки и брзи свиоци. Но тоа не се одразува врз стабилноста. Напротив, 2008 е култивирана во секаков вид на возење. Па затоа целијата километража која поминувам со неа, ја поминувам во големо задоволство. Она што ми се допаѓа е што е постигната многу добра звучна изолација, како и целиот амбиент околу возачот е одличен. Тридимензионалниот iCockpit, одличната ергономија која ја направи Peugeot е на вистинско ниво, а мене ми останува само да уживам во возењето. А за уживање во возењето, осем одличното потпирање, доволен е амбиентот кој е во кабината, кој неодоливо подсетува. Не само подсетува, туку е пресликан од 208-ката. Впрочем, Peugeot 208 и 2008 се носители на дизајнерската награда Црвена точка, која е извонредно посакувана и престижна во светот на дизајнот. Тука ќе прекинам со хвалоспевките за 2008. Ова не е совршен автомобил. Впрочем, не постојат совршени автомобили. Јас ја имам замерката како што ја имав и за 208-ката, а тоа е премногу издадениот гребен на управувачот. Неговата големина е мала и спортска, пресечен е на горниот и на долниот дел, но мислам дека премногу е поместен нанапред. Доаѓаме и до цената. 22.800 евра, цена која впрочем ме изненади. Ме изненади позитивно, бидејќи опременоста на возенава 2008 е на високо ниво. Има во неа се што можете да замислите дека треба еден рационално опремен автомобил да има. Има модерни гаджети, има многу простор и удобството во кабината е на високо ниво. Па затоа јас сум позитивно изненаден што се однесува не само до возните својства, изгледот, туку и до цената на 2008. Ова е одличен пример како едно одлично дизајнирано, многу добро опремено спортско корисно возило со многу добри возни својства како треба да биде позиционирано не само во класата, туку и во цената. Ценовното позиционирање на 2008 е за секоја похвалба. Јас ви благодарам на вниманието и ве поздравувам до следната средба за 7 дена. До гледање.